Добар ден, почитувани гледачи, започува нова М+ на телевизија Телма. Со почетокот на училишната година и поаѓањето во градинките започува сезоната на настинките. Есента е период кога се јавува воспаление на горните дишни патишта, познато како ринофарингитис. На оваа тема ќе зборуваме со денешната гостинка, доктор Светлана Смугреска, педијатар, воедно единствениот педијатар во Драчево. Благодарам, добар ден, благодарам што ме поканивте. Зошто се јавуваат настинките во овој период, односно акутните воспаленија на горните дишни патишта? Кои се причините за оваа состојба? Така, причините за појава на горно-респираторните инфекции, како наречени ринити во медицински назив, најчесто е варијабилната температура. Есента и почетокот на промената на времето, со разлика на температурата од 10, 15 и повеќе степени, предизвикува голем удар врз детскиот организам. Значи, самото дете, адаптацијата да се адаптира на ладно и на многу топло, му е многу потешко него на нас возрастните. Така. Со почетокот на есента почнува школото, почнуваат и градинките. Значи, почнуваат веќе собирањето на децата во заедница. Претежно летниот период го поминуваат мирно, без носе, без кашлица. Може да биде присутна само некоја температуричка, повраќање или проливче, што и нормално е во летниот период. Меѓутоа, сега со есента почнува течењето на носето, појавата на кашлицата, потоа појавата на често пати гушоболката, која е еден од водечките симптоми, зашто мајката се забринува и веднашка трча кај педијатарот. Така. Кои се најчистите причини, дали вирусите се тие кои што ја предизвикуваат оваа состојба? Токму така. Дел од настинките, можам да кажам, настинките се јавуваат поради топло и ладно, промена во имунолошкиот одговор, а додека додатно може да биде причина и вирусот. Значи, веќе со појавување на ладните периоди се јавуваат вирусите. Ако царуваат бактериите на температури кои се на нашата телесна температура, нели блиски, тоа значи лето, пролет и така натаму, во есен и зима царуваат вирусите. Значи, тоа се вирусни инфекции кои се често пати причина за појава на ринофарингитот. Можам да кажам околу 90 и нешто % се вирусни инфекции, безизлезни, за да се посети доктор, а родителите трчаат по ординација и бараат помош. Така, во текот на емисијата ќе објасниме кога треба да поидат на лекар, кога навистина нема потреба за сето тоа, но пред тоа би сакала да проговориме и зошто децата почесто добиваат акутни воспаленија на горните дишни патишта во споредба со возрастните. Зошто? Затоа што тие немаат изразен имунолошки систем. Значи, детето се раѓа стерилно од мајчината утроба и имунитетот се гради до 4-та година. Тогаш се добива тој траен имунитет или така наречен клеточен имунитет и оној пролазен или варијабилен имунитет кој се јавува во контакт со вирус и бактерија. Трајниот најчесто е она кој поминуваат болести кои се заразни, како варичела, нели ќе каже мајката помина од варичела и да го стави во контакт со друго дете од варичела, нема односно овчи сипаници, нема да добие овчи сипаници. Додека пак оној што е нетраен имунитет или често пати можам да кажам дека дел од имунитетот го градат и вакцините. Како ги прима детето редовно вакцините, тоа се заштитува од болестите кои често пати се актуелни во детската возраст. Например, многу често било порано децата да боледуваат од дифтерија, која била дури и смртоносна болест. Меѓутоа, благодарејќи на вакцината, таа во нашата република веќе ја нема. Или пак да речеме пертусисот или така наречено црната кашлица. Благодарејќи повторно на вакцините се стекнува имунитет, па детето никогаш веќе во Македонија може да има парапертусис или нешто слично како црна кашлица, али класична црна кашлица не сме имале. Тоа повеќе нема. Да. Така. Кои се основните симптоми на ринофарингитис? Така, основни симптоми на ринофарингитис е течењето на носето. Првен тече една бистра секреција, потоа почнува да се обојува. Обојувањето доаѓа од сапрофитната флора во носот. Потоа почнува гушок болката, бидејќи носот не ни реагира нели на дишење,
Детето почнува да диши со устичка, почнува сушењето на грлото, се јавува гушоболката, а како се слива се повеќе и повеќе секретот од носот надолу, почнува да закашлува. Так. Од првене суво, гмиздраво, некогаш кашлаат повеќе ноќе, затоа што носот ако теча или е затнат, се слива нели назад, почнува надразнување на ждрелото, појавата на заштитен рефлекс, тоа е кашлицата, и цела ноќ мајката ќе дојде и ќе каже кашла, 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 цела ноќ не сум спана. Така. Ни детето, ни ние. Ни детето, ни Што мајката. се препорачува во таков случај? Дали детето треба да спие на подкрената подлога? Дали душечето треба да се подкрене? Треба ли капки за нос да се стават? Има ли некои препораки? Па јас препораки за капки директно во мало дете, како што е бебенце, доенче, препорачувам физиолошки. Имате еден куп физиолошки капки, било да се од типот на Аквамарис, Синомаринот, потоа имате Септоаква. Тоа се сите, значи само дали ќе биде со шприцување или пак е со капалка, не е битно, колку да се олесни дишењето на бебето при цицањето. Да се користи носен аспиратор? Обавезно. Имаме аспиратори рачни кои не ги препорачува многу, најчесто ги оние на вакуум пумпичка. Значи се става во носето и мајката ушмукува дел од секретот, многу убаво го чисти носето и детето му се олеснува и лесно почнува да цица. Второ, препорачувам посебно за доенчење и мали деца. Немаме природни сирупчиња. Така, за кашлица, значи не се дава сирупче кај бебен. Шестиот месец. Не можеш ти на бебенце од 40 дена или, например, месец, 2-3, да му кажеш да пие некое слезово сирупче. Тоа сепак треба внимателно. Или ако треба да се отслободи од секретот, тогаш ќе се каже на мајката да го тапка, да го инхалира со физиолошки, или пак обавезно да посети совет од педијатар за да се договориме што понатака. При спиењето е многу битно кај децата кога имаат затнато носа да биде детето ставено на позиција под 45 степени. Често пати мајките не ја признаваат таа позиција, од секогаш бебињата лежеле на рамно. Јас би рекла уште од раѓање веќе сега се менуваат ставовите, децата се креваат на позиција од 45 степени и со тоа му се олеснува вдишувањето преку носот и устата. Ги спомнавме симптомите кај децата, но какви се симптомите кај бебињата? Кај нив е потешко да се препознае цела ова состојба, дојка протече носот или грлото, кога го боли не знае бебето да каже, не знае тоа го вокализира. Да. Мајката само знае од првен да го разликува плачот за цицање или кога, например, плаче па да види случајно да не е искакано или измочкано. Додека ако некој дискомунитет има детево, значи осеќа мајката дека плаче, веќе нечка, таа веднашка доаѓа на педијатар. Не е способна да примети зашто тоа се случува. Они мешаат и баби и жаби, можам да кажам. Ќе каже го боли ушето, врска нема. Или ќе каже докторке не ќе да цица од стомакот мој. Грчеви, да. Па дала капки еспомесан, дала капки колиев, дала чајче од нане, се направила, а врска нема, тоа е обична настинка која на друг начин треба да ја лекуваме. Така, значи кога се работи за бебе, веднаш треба се поиде на педијатар. Да, на педијатар. Ништо на своја рака. На своја рака не би препорачала во првите 3 месеци. Така. Па дури и да се јави некоја температура 37 со 5, 38, не препорачувам совет преку телефон, што често пати мајките сака да ме посоветуваат. Користат телефон, Viber, Messenger, Facebook, се живо и диво. Туку им велам, повелете, дојдете кај мене на преглед. Јасно, тоа е најдобар начин. Така. Имаме гледачи на линија. Добар ден, повелете, кој е првиот, кој се јавува? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Вака, имам едно кратко прашање до вашата гостинка. А дали мајка доилка која што има сезонска настинка смее да го дои своето малечко? Така. Ви благодарам за јавувањето, тоа е одлично прашање. Прашањето е токму на место. Пред да влеземе во студио зборувавме на оваа тема. Мајката кога е настината, само треба да се заштити, нели, да не ја пренесува вирозата и настинката на своето доенче, било со маска да користи, да си ги мие рацете обавезно пред да пристапи кон доенчето, обавезно да го дои. Зошто обавезно? Затоа што таја при настинка создава антитела за да се заштити од тој вирус. И со тоа тие антитела преку млекото ќе го заштити своето доенче. Така.
Се надевам дека сте задоволни од одговорот. Имаме уште еден гледач на линија. Повелете. Добар ден, дали се слушаме? Во програма сте. Режија? Имаме гледач? Не се слушаме, ќе го вклучиме во текот на емисијата доколку се е во ред. Како се лекува оваа состојба? Дали се потребни антибиотици? Обично, кога родителите ќе видат промена на секретот од носот дека ќе биде обоен, веднаш инсистираат да се даде антибиотик. Вака, значи вирозите, да се разбереме, не бараат антибиотици. Напротив, тие бараат симптоматска терапија. Што разбираме под симптоматска? Значи, чистење на носето, користење на ментолни креми, морам да ги спомнам, посебно при вечерните часови, да се намачка од напред и од назад грбчето и градите, за детето полесно да диши и да не кашла многу често. Ако се работи за поголемо дете, препорачувам природни сирупчиња за кашлица, кои се специфични за тој тип кашлица, ако се со шлаем, посебно за слезова базичка. Ако се суви, тогаш ќе дадам нешто што го смирува кашалот. И многу битно е да на мајката и дадам упатствие за подобра исхрана и поење. Затоа што џабе јас да дадам било што како лекарство, ако мајката неправилно го дои или неправилно го храни, во тој случај нема да добијам добар имунолошки одговор. Так, родителите често знаат во таква ситуација да трчаат по болното дете со чинивчето, со лажичето, да го хранат на сила, верувајќи дека треба да јаде повеќе за побрзо да оздрави. Напротив, трчањето и молењето за храна не го одобрувам. Значи, тоа е лош метод за детето да се нарани. Кај нас традиционално се заборави да се седне на маса. Тоа се прави може сабота и недела, кога и млад и стар сите седнуваат и јадат ручек. Тоа е многу убав начин за воведување на правилна исхрана кај децата. Так. Често пати родителите, сакајќи да си го нарана детето, му даваат еднолична храна. Ми јаде таа тегличка, докторке, и мора да ја дадам. Не можам да ја објаснам на мајката дека само едноличната храна нема да направи да детето го подобри апетитот, ниту пак да го подобри својот имунитет. Ќе биде пак склоно кон болести. Значи, забораваат на салатите, забораваат потоа да ги користат супите, секогаш е тоа еден оброк, претежно су во парна, лесно сготвена, фастфуд храна, која фактички сега, како што растат децата, ме зачудува колку различни вредности добивам во биохемијата. Значи, не само што добивам тврдокорени анемии, туку добивам некои чудни вредности на масноти во крвта, како што се триглицериди и холестерол, зборувам за деца од над 10 години, што за мене се уште деца, нели до 14, кога влегуваат во тинеџерскиот период. Тоа е се одлика од типот на исхраната. Не џабе сега се апелира да се храни со органска храна, значи повеќето од храната е презаситена со хербициди, пестициди и така натаму, кои представуваат додаден отров и посебно му штети на имунолошкиот одговор и на растот и развојот на детето. Така. Имаме гледачи на линија. Добар ден, повелете. Во програма сте. Добар ден. Добар ден. Поздрав за лекарката и до вас. Благодарам. Моето бебе 45 дена има. Откако го имаме земано од болница, константно му крчи носето. Го чистам со помпица, меѓутоа некогаш бојата на суста кој се излегува е светло-зелена, темно-зелена. Има ли потреба да се направи бриз од нос и грлце, затоа што јас имав стрептокока за време на бременост и се уште имам. Така. И дали треба нешто да преземам во врска со тоа? Така. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Не разбравме каде е стрептококата, добро, дали е во носот? Дали се уште гледачката на линија, дали Да, во грлото. Во грлото, така. Значи, ова е стрептокока пиогена група А, сега е често пати кај мајките и вагинално се наоѓа, меѓутоа и во грлото. Таа е актуелна во школската популација, многу ретко ја имам кај малите деца до 4 години. Моја препорака е обавезно да се направи бриз мајката на детенцето, за да видиме дали ја има или нема
И ако ја има, обавезно да се пристапи кон лекување. Терапија. Така. Веќе тоа е бактерија. Така. Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден. Не, се исклучи тој гледач. Добро, продолжуваме понатаму. Во моментот има многу деца кои што имаат некој вид на акутно воспалување на горните дишни патишта. Дали се работи за вирусно заболување? Зашто се работи во моментов? Па, во моментот морам да го објаснам овој вирус на повеќе кворуми, со веќе зборува. Значи, многу интересно е. Почнува со една температура. Детето може да има, а може и да нема благо течење на носето. Температурата трае 1 ден, а може и 3 дена. Може да биде доста висока. Се појавува едно повраќање, потоа се јавува една сува кашлица, која доминира цел ден и цела ноќ, а потоа почнуваат да му хрчат градичките. Така. Потоа завршува најчесто, почнуваат мајките исплашени. Одат на дежурен лекар. Што да прави дежурниот? Ќе види црвено грло, или ќе слушне некој секрет, ќе даде некој антибиотик, потоа продолжуваат кај матичниот лекар, повторно па ќе одат до детската клиника, повторно и менуваат 2-3 сиропа. Овој вирус мислам дека уште не е типизирано, нито знам и јас да ви кажам точно, од херпес групата е, затоа што гледам дека е пропратен со автички, се јавуваат и автички и херпес симплекс што се наоѓа на усничките или на аглите од устата. Така да ја препорачувам никако да се земат ова антибиотици. Така. Јас сум мислам, како сите педиатри што не ќеме антибиотици, многу сум противник на антибиотиците, затоа што делувањето на антибиотикот нема да биде со нула резултат, а детето ќе биде се поболно и поболно, затоа што дел од сапрофитната флора со антибиотикот се уништува. Значи, само можат компликации да се направат? Само сходно, само ќе се излекува, на тој начин што ќе се примат ќе се примат природни симптоматски лекови, ако е температура ќе се прима лек за температурата, ако е затнат носот, лек за носот, можност во зависност од возраста каков деконгестик ќе се стави. Ако е кашлица за сува, тогаш каков сироп природен ќе дадеме, ментолна мас ќе мачкаме, каков сироп за влажна кашлица и состојбата ќе се смири. Се случува ли кај децата кои што имаат ваква настинка вирусна, на неа да се накалеми нова, па уште една, па уште една? Тоа е најчесто кај децата што посетуваат градинка и кои се во школа од мала возраст, затоа што тие немаат имунитет и тоа е циркулум витиозус или еден зачаран круг. Значи, детето цело време е болно, еднаш ќе биде со грло, вториот пат ќе дојде со кашлица, третиот пат ќе биде со пролив и повраќање и така натаму. Така. Како да постапат родителите во таков случај? Треба детето седи дома, да не оди во градинка? Да се изолира, обавезно. Само со првата појава на настинката, родителот е должен да го отстрани од групата, затоа што децата општат меѓу себе во смисла во играта се блиски, користат исти предмети, си кашлаат едни во други, ги ставаат во уста истите предмети, нечесто ги мијат рачињата кога треба и така многу лесно се пренесува вирусната инфекција. Имам уште еден гледач на линија. Добар ден, повелете. Кој се јавува? Добар ден. Добар. Дали ме слушате? Да, ве слушаме во програма, сте, повелете. Сакам докторка да прашам, имам внук 14 месеци. Така? Сега има неколку дена, тоа мајка му изгледа му го пренесе. Има исклучиво зелени мрсолчиња, му течат, нема ни температура, нема ни кашлица, ништо нема, али носот па му се запушува, па не знаеме што и да сакаме капки не може, едини тој е знак. Што значи тоа вирус? Настинка не е, пошто нема температура, а можда и е. Така. Или бактерија. Благодарам за јавувањето. Вака сега, ние скоро заборавивме, за жал, ова е баба. Така, да. Зар она немала дете што било мрсулаво. Порано децата биле во игра, стално биле со зелени мрсулчиња, па не се носеле на доктор, ниту било никоја причина за родителот да се возбуди. Сега не смее дете да има обоен секрет во носот. А има обоен, веднаш се трча и бара помош.
Вака морам убаво да објаснам, значи самата настинка, топлоладно или пак вирус, доведува, ако подолго време секретот е присутен, да се обои од сапрофитната флора што се наоѓа во носот. Ако тоа трае повеќе од 3 и 5 дена, пожелно е да се земе бриз. Ако излезе на брисот стафилокока ауреус или мораксела бронхамела катаралис, тоа е безизлезно, не треба да се лечи. Како ќе го лечи? Ќе го аспирира, ќе става физиолошки, не бива со физиолошки, ќе стави деконгестив. Има еден куп капки деконгестивни кои се прскат. Има капки Divorigano Baby, има капки Septo Aqua за поголемо дете, има Aqua Maris изотоничен раствор, Sinomarin изотоничен раствор, така да доволно е само тој да се отстранува, ако не знае детето да го чисти само носето со шамивче, да може да се влечи секретот со помош на пумпа. Така. Имаме уште еден гледач на линија, тој ќе биде воедно и последниот што ќе го вклучиме во денешното издание на 0N+, бидејќи имаме навистина уште многу малку време. Повелете кој се јавува. Дали имаме гледач на линија? Нема. Во ред. Овој пат имаме некаков проблем, се исклучува секогаш вториот гледач. Еве на крај совет, сакав да зборуваме за компликациите, но можеби за крај кога родителите да појдат на лекар. Еве, објаснивме кога не треба, во кој случај треба да појдат на лекар. Ако состојбата продолжува повеќе од 3 или 5 дена, температурата не се смирува петиот ден, во смисла ако е многу висока, над 38,5, пожелно е да се посети лекар и да се направи биохемија. Биохемија, мислам, обична крвна слика и ЦРП, кој ни е главен параметар дали имаме инфекција или немаме во детското тело. Тогаш би било пожелно, или ако кашлицата трае повеќе од 7 дена. Така. Значи, ако кашлицата не се смирува и со природното сиропче, и со мачкањето со ментолната маст, и со напатствијата на докторот, пожелно е да го посети педијатарот за да може да знае што понатака. Јас да ви кажам, јас затоа што ги посетувам сите европски конгреси, често пати идам на Европската академија, таа сум редовна, и сум член на Европедиатриската инфектолошка асоциација, каде што се зборува повеќе за вакцините. Изненадена сум нашата држава колку често троши антибиотици со тони и се троши, а непотребно и безизлазно. Така, ова е уште една интересна тема која што треба да отвориме, употреба на антибиотици. Кога, како, зошто, дали треба или не треба. И дали е оправдано или не. Така. Ви благодарам што бевте дел од 0N+. Ке се видиме повторно во некоја друга пригода. Благодарам што ме поканете. Ви благодарам што бевте и вас дел од емисијата. Се гледаме повторно утро, односно секој работен ден од 12 до 12:30 во рамки на утринската на Телма. Пријатно.